Во очи на потпишувањето на протоколот за пристапување на Македонија во НАТО под новото уставно име од страна на амбасадорите на земјите членки, најавено за 6 февруари, професори по безбедност сметат дека членството во алијансата на државата ќе ја отвори нови перспективи, но и поголеми обврски во делот на одбраната и подобро поставен безбедносен систем, но што е уште поважно велат, тоа ќе биде гаранција и за целовитоста на државата. Со влегувањето во НАТО пактот на нас ни се отвараат многу врати во делот на странските инвестиции, а со заживување на економијата можеме да зборуваме за поголема стабилна безбедносна состојба. Затоа што напад на една членка на НАТО е напад на цел НАТО пакт. Со самото влегување во НАТО, самиот прием во НАТО, едноставно се даваат одредени гаранции кои што треба да ги имаме во однос на безбедноста, но од другата страна навистина се прават и реформи, темелни реформи кои што значат добро концепирање на одбраната, добро поставување на безбедноста и едноставно почитување на севкупните оние принципи кои што треба да бидат по кои што треба да биде организирана безбедноста и одбраната на една држава. А македонското пристапување во НАТО беше директно поврзано со договорот од Преспа и двајцата велат дека токму од носењето на важни политички одлуки зависи стабилноста и на целиот регион. Ако имаме стабилна безбедносна состојба, тогаш можеме да зборуваме и за развојот на економијата, внесување на странски инвестиции во Македонија, како и стабилна една политичка состојба. Значи, зборуваме за една тесна поврзаност помеѓу политичкиот, економскиот и безбедносниот систем. Преспанскиот договор како таков воведува еден систем на досегашно нормално конфронтирање, меѓутоа сега веќе помирување на страстите во тој дел, иако тој директно нема да влијае на самата одбрана и безбедност, но непосредно нема да биде, меѓутоа посредно може би имаше некакви импликации кои што може да ги почувствуваме ние или евентуално да ги почувствува грчката страна. До полноправното членство во НАТО, кој ќе се случи откако сите 29 земји членки ќе го ратификуваат протоколот за пристапување во нивните национални парламенти, Македонија ќе може да учествува во работата на сите тела на НАТО, но без право на глас. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.